Промените во Македонија се неопходни. Со оваа власт на ДУИ и СДС, Македонија тоне во сиромаштија, криминал, корупција и безнадежност. Апатијата и поразите мора да бидат заменети со напредок и успеси. Тоа е можно со платформата 1198, која нуди реални и остварливи проекти и мерки кои ќе донесат систематска промена и напредок на земјата, реагираат од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и коалицијата на престојните избори го нуди концептот Македонија повторно твоја. Концепт кој се базира на реформи, проекти и многу работа, концепт кој ќе донесе правда, ред и функционалност на системот. Промените се во рацете на секој поединец. Сега е последниот час кога секој човек треба да одбере дали ќе дозволи Македонија да пропаѓа во бездната со ДУИ и СДС или ќе почнат силни и просперитетни промени и реформи на чело со ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Изборот е јасен, исто како што е јасна и разликата на понудите. Потенцираат дека изборната програма на партијата, платформа 1198, содржи 1198 потреби на граѓаните и бизнисот, укинување на балансирот, намалување на бројот на пратеници во собранието од 120 на 90, реорганизација на министерствата, една изборна единица, укинување на позицијата заменик директор, помалку управни и надзорни одбори кои ќе имаат помалку членови. Ова се главните проекти на ВМРО ДПМН за институционална реформа на Македонија. Нови 55.000 вработувања, раст на БДП 5%, капитални инвестиции во вредност од 3 милиарди евра. Ова ќе се реализира, велат од опозицијската партија, преку задржување на политиката на рамни и ниски даноци, намалување на буџетскиот дефицит и негово потиснување по 3%. Главната насока ќе биде подобар животен стандард. Уште првата година пензионерите ќе добијат 5.000 динари линеарно покачување, ветува ВМРО ДПМН, вложување во домашните енергетски капацитети, инфраструктурни инвестиции и реконструкција на железнички коридор 10. Во културата се планирани 750 милиони динари годишно, односно 50 милиони евра за 4 годишен мандат за капитални проекти што ќе поттикнат продукцијата на македонски серии и филмови, потоа 800 милиони евра за македонското земјоделство, помош од 250 милиони евра годишно за капитални проекти за општините. Во здравството се најавени вработување на 500 лекари и 500 лица медицински персонал, набавка на 100 возила за итната медицинска помош, ограничување на маржите на лековите и медицинската опрема. Вчера опозицијата ги представи кандидатските листи за парламентарните избори. Председателот на партијата Христијан Мицковски ќе биде носител во изборната единица 1, во двојка подпредседателот Владо Мисајловски, во тројка пратеникот Драган Ковачки, во изборната единица 4 носител е подпредседателот на партијата Александар Николовски, во петка генералниот секретар Ѓорѓија Сајковски, а во шестка носител е пратеничката Дафина Стојановска. Политичките партии најкасно до 2 април во вторник треба до ДИК да ги достават кандидатските листи. Изборната кампања за претседателските избори почнува во четврток на 4 април, додека за парламентарните избори почетокот е на 18 април.